Здраво, драги пријатели, добре дојдовте во денешново издание и епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборувам и ќе посветам оваа тема и епизода повеќе на од една страна на жените, но и од друга страна на мажите за да ги разберат процесите во телото на жената. На што всушност мислам? Темата ми е поврзана со менопаузата, животниот стил кој што го имаат жените можеби после 45-50 година кога се случуваат овие промени и сакам да ги разберете овие промени кои што ви се случуваат вие девојките и да можеби оваа епизода и овие работи ги споделите со некого во ваше опкружување, затоа што кога можеби сме свесни за некаква промена, нема да се лажеме себе си, нема да се помириме можеби со ситуацијата и изгледот кој што исто така резултат на тие промени. Сега, жените секогаш можеби кога им се одвиваат одредени процеси од типот бременост и така натаму, во телото се складираат малку повеќе масти. На што всушност мислам? Телото во текот на бременост секогаш складира масти околу колкови, најчесто најмногу, затоа што на тој начин се обезбедува и се заштитува дека во текот на бременоста ќе има доволно резерви на енергија и на храна за да ја избутка бременоста до крај. И многу често после бременоста знаат жени да имаат проблем со вишокот на килажа затоа што поради неправилниот животен стил не знаат да се ослободат од тие масти кои што телото по дефолт мора да се ги создаде за да се осигура дека ќе преживее и дека се ќе биде во ред со бременоста и ќе излезе на свет нов плод. Од друга страна, кога се случува менопаузата, затоа што почнуваат хормоните да доживуваат дисбаланс, а знаете дека постои еден хормон кој што се вика естроген и естрогенот секогаш промовира повеќе масти затоа што мастите од друга страна промовираат естроген и знаат да ослободуваат естроген во крвотокот и многу често се случува да за време на менопаузата почнуваат некои жени драстично да се поправаат, да осеќаат промени во своето тело, да осеќаат можеби нагони на жештини, на нервози, кои што ние мажите ќе се сложите можеби некој од вас ги искусува и ги претрпува, но како и да е тоа се природни процеси и она што треба да го знаете дека за да успее телото да задржи хормонален баланс, често почнуваат во тие периоди од животот да телото почнува да складира и масти околу органите, затоа што на тој начин ќе се осигура дека многу брзо може да испраќа естроген во крвотокот и тоа насобирање на масти околу органите знае често да биде причинител да почнат да се појавуваат одредени хронични болести, холестероли, проблеми со крвна слика и така натаму и е важно овие работи да ги знаете. Сега, како да можеби си го олесните цел овој процес и како да не легнувате на брашно и да не знам какви се поговорки за да можеби си се оправдате себе си, постојат односно неколку начини за да едноставно го поминете сето тоа полесно, а тоа се начините кои што константно ги зборуваме, да пиете доволно вода, да имате квалитетна исхрана и да бидете физички активни. Верувајте, ако можеби во некој период од животот за жената е важно да вежба, тоа е периодот после 45 година и после 50 година, кога се случуваат овие промени во телото, затоа што со тие промени често многу знаат да страдаат коските, да се појавуваат остеопорози, артритиси и така натаму и јас би советувал да жените после 50 година воведат активност која што ќе биде поврзана со вежби со тежини, тегови или сопствени тежини, затоа што на тој начин ќе се промовира здрава мускулна маса и здрави коски кои што ќе ви помогнат да имате многу подобра старост. Сега, во делот на исхраната не би менувал ништо и во делот на митовите дека со старењето почнува и метаболизмот да се забавува и тоа има точност и се сложувам дека предизвик е менопаузата и предизвик се и после 40 и после 50 и после 60 година, затоа што метаболизмот во тие декади почнува по 10% да се запавува, но тоа не значи дека не постојат начини како метаболизмот да се убрза и ја ви гарантирам и можам примери да ви покажам на
жени и девојки кои што се во тие возрасти, а изгледаат многу подобро од девојки кои што се и на 20 и на 30 годишна возраст, така да немојте да ги земате, работите здраво за готово и да се помирувате дека до годините е, дека моето помина, дека не знам, не можам ја веќе да се вратам, веќе сум над 50, менопауза настапила и така натаму, нема никаква врска, но повторно ќе речам, за да поверувате во тоа и за да можеби почнете некаква позитивна промена, важно е прво да бидете свесни и затоа сакав да го зборувам ова, да разберете што се случува во тие периоди од животот на жената. Ако можеби имате некакви прашања или ако можеби испуштив нешто, затоа што не можам можеби се да опфатам во овој краток период, слободно пишете ми, прашајте ме и ќе бидам многу среќен да одговорам на тие прашања. Тука денеска завршуваме, ве оставам во здрави животни навики и ви посакувам убав ден. Чао, чао.